Во Куманово се одржа завршно предавање во рамки на проектот Заедно со младите за подобра енергетска ефикасност, поддржан од владата на Република Македонија, кој го реализира Сдруженијето на граѓани Доверба. Младите од 4 општини Куманово, Крива Паланка, Кратово и Старо Нагоричани и ученици од Техничкото училиште Наце Буѓониц ја следеа завршната манифестација на која беа презентирани резултатите од истражувањето и инвестициски планови за зголемување на енергетската ефикасност во нивните домови. Денеска ги презентираат Excel алатка со која тие веќе извршија мерења во своите домови, каде е потрошувачката на електрична енергија, воедно каде е потрошувачката исто така на вода и како можат да ја намалат истата. Се презентираат материјали кои што би ги користеле во случај да одлучат да вршат изолација во својата куќа, се презентираат материјали во однос на промена на начин на осветлување, се презентираат исто така и завршени Excel алатки со понатамошни инвестициски вложувања и колку тоа би било време на враќање на истите. Учениците од Техничкото училиште имаа можност да научат од искуствата кои ги презентираа едукаторите во начинот на користење на материјали за заштеда на топлинска енергија. Едукаторот Мартин Милошевски ги едуцираше младите конкретно за заштита на електрична енергија. Ги едуциравме младите, за како полесно да заштитат електрична енергија преку изолација. Јас предав конкретно за материјали каде што спаѓаат ПВЦ прозорците, кровот и фасадата. Председателката на Сдруженијето на граѓани, Дивна Јанковска, истакна дека Сдруженијето постојано реализира проекти со кои се зајакнува предприемничкиот дух кај младите. Многу е важно да може да бидат менаџери во своите домови. Порано работевме за млади предприемачи, ако се сеќавате, во рурални средини, понатаму беше за туристички аниматори. Сега како да бидат поефикасни, да се справат баш менаџери и ефикасно да се справат со енергетиката, за чувување на енергетиката во своите домови и секако предприемачкиот дух да проложи и на оваа поле, за да можат да бидат ефикасни и корисни во општеството и да можат и понатаму да своето знаење го применат и соодветно и нормално да добијат бенефит. Во рамките на проектот издадена е брошура двојазично на македонски и англиски јазик. Проектот се спроведуваше од јули до крајот на декември и има за цел едукација на младите во однос на правната регулатива за примена на договорот EU 2020 кој е прифатен од владата и со кој се предвидува намалување на потрошувачката на примарната енергија и стакленички гасови за по 20%.